Продолжуваме на тема екологија. Имено неодамна учениците од основното училиште Гоца Делчев од општина Центар спроведува екоакција за чистење на треска со наслов Пред и по ѓубрето на треска. За акцијата и следните проекти на ова училиште од моите денешни гости гледате полно студио ученици и наставничката Маја Саридис. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, фала што не поканевте да учествуваме во вашата емисија и да споделиме нешто интересно што се случува во нашето училиште. Убав проект, односно екоакција која што се случуваше во околината на Треска, односно заедно со вашите ученици чистевте. Имаме фотографии пред и потоа како се спроведе оваа акција. Колку сте вие задоволни? Колку време всушност работевте на акцијата? Па, оваа акција прво беше смислена од нас наставничките. Повеќе беше од нашата наставничка Орнела Милевич, бидејќи она има камп приколка на езерото Треска и ние често пати одиме. Меѓутоа, на децата често пати им раскажуваме како на времето сме се капеле на езеро Треска, како сме оделе во летните денови и они беа заинтересирани баш за тоа и сакавме една екоакција да спроведеме пред и по ѓубрето. И тоа се поклопи со Светскиот ден на чистењето, кој што е 22 септември. Спроведовме, значи, си набавивме ракавици за чистење, кеси, 75 ученици ги вклучивме во акцијата, децата беа воодушевени. После тоа имавме и како еден пикник тамо покрај, во кампот покрај реката и беше се супер, мислам, траеше некаде од Сабајле од 8 до кај 2 сат бевме тамо. Никогаш Треска беше синоним за дружење. Колку им беше атрактивна како локација на вашите ученици и каква порака всушност испратија до сите оние кои што не сакаат да чистат ѓубре како вас? Да. Па не само тоа, значи нашата порака беше дека сакаме да го возобновиме тоа езеро Треска, бидејќи тоа е единственото место каде што ние преку летните месеци децата можат да одат да се рекреираат, а штета е што е толку запуштено и што е толку полно со ѓубре. И ова беше како една порака до, мислам, надлежните кои се надлежни тоа некако да го средат и повторно да функционира. Ќе вклучиме сега некој од учениците. Ќе ни се представиш најпрво. Кажи ми како вие се вклучивте, колку време работевте заедно со вашите наставнички? Па ние бидејќи беше денот на чистење, мислам денот на околината, решивме да одиме таму бидејќи нашите наставници долго ни раскажуваа како оделе они таму и било многу убаво во летните денови и затоа ние сакавме да исчистиме и да ја видиме околината, за да никогаш може ние да одиме да биде таму да биде чисто и да ги проведуваме летните денови. Ќе ни каже ли некој што се најдовте на таа локација и колку вас всушност ви се допаѓа Треска? Имаше многу работи што не треба толку да се фрла и имаше наоѓавме многу работи, блузи, кондори. Што направивте со тој отпад што го собравте од таму? Ги стававме во кеси и потоа ги остававме да доаѓаат луѓе, ги собираа и ги фрлаа во контейнерите. Ќе ни каже ли некој друг како сака да изгледа во иднина ова околина на Треска? Сакате ли и вие да се вратите во оние времиња во кои што растеле вашите родители, вашата наставничка? Да, ние сакаме да ги поттикнеме надлежните да го исчистат, да го вратат езерото како што било и да ја исчистат околината, за да ние во летните месеци можеме да го посетиме езерото Треска на излет, да се бањаме и друга. Колку често вие како училиште работите вакви екопроекти? Верувам дека во текот на годината постојано работите на здрава и чиста животна средина. Па постојано ги поттикнуваме учениците, значи имаме активности во текот на годината, секогаш ги значи секогаш активностите кои што се поврзани со светските денови за заштита на
водните станишта, потоа за заштита на биодиверзитетот, за штедење електрична енергија. Мислам, тие активности се тековни во целата учебна година. Садиме растенија, мислам, разубавуваме во училишниот двор и така. Се подига свеста кај децата за чиста и здрава животна средина? Секако се подига свеста за чиста и здрава околина. Децата го гледаме мали... и ова филмче кој што го имате всушност изработено за езерото Треска. Ова е филмот, Мартина ни го направи во текот на акцијата. И децата мислам дека треба да се поттикнуваат уште од мала возраст, да ја зачуваат животната средина и училиштето е главен, мислам, освен семејството, нормално дека училиштето е како еден поттикнувач каде што мора да се развие свеста за чиста и убава средина. Значи ли тоа дека децата знаат да бидат посвесни од нивните родители? Да, секако. Мислам дека, еве сега и овој филм ни покажува, значи од кога ние вакви акции спроведуваме на чистење, учениците секогаш внимаваат кај ќе го фрлат значи отпадот, селектираат во училиштето и така натаму. После правиме исто така еко-хепенинзи, треш фешн правиме од отпадни, значи се креираат облека, потоа правиме скулптури од отпадни материјали. Мислам, и им е забавно и доста едукативно за да се поттикне свеста кај помладата генерација. Во наредниот период кои се следни активности, ќе има ли нова екоакција, размислувате ли на има доста отпад за чистење? Да. Па имаме сега, сакаме да спроведеме една екоакција, викаме екогерила. Значи идејата ни е да одиме низ центарот, бидејќи ние сме централно школо и често пати гледаме како се околу нас е толку прљаво и толку не се обрнува внимание. И сакаме да одиме баш вака со пароли, на паролите, малце како герила да биде представено, значи сакам да го дишам овој нечист воздух, сакам да живам во прљава средина. Мислам некако одбратно, па мислам дека ќе биде така поттикнувачки. Благодарам многу што одвоивте време за нашата емисија. Се гледаме во некоја наредна прилика. Ние секогаш ќе ги поддржуваме вашите екоакции затоа што сите сакаме чиста и здрава животна средина. Фала и на вас што не поканивте и ние секогаш би дошле да се пофалиме со нешто ново. Ве благодарам уште еднаш.